Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе зборам за калибрација и контрола на квалитет на мерни инструменти. И посочувам дека на мерни инструменти, бидејќи контрола на квалитет може да се прави врз секаков вид на процеси. Но во ова видео ќе зборам за мерни инструменти. Сега, мерни инструменти имаме најчесто во лаборатории, дали тоа се физички, хемиски, биолошки, клинички и така натаму. И тие, за да работат правилно и за да добиваме точни резултати, тие мора да бидат калибрирани и контролирани. Сега, процесот на калибрација всушност ни овозможува да впоставиме математичка конекција помеѓу физичкиот сигнал кој што го мери инструментот со вредности кои што ние сакаме да ги добиеме во дадена мерна единица. Кои што се разбирливи и употребливи од практична гледна смисла. Физичкиот сигнал може да представува нешто како колку е променат протокот на електрони. Така, значи колку е протокот на фотони од едно место од друго. Колку е смената должината на одредена пружина и така натаму. Тие промени нас не ни значат ништо ако немаме кон што да ги споредиме. Поради тоа потребна ни е калибрација со цел да можеме од тие физички промени, тие физички сигнали, ние да добиеме некакви вредности. И пред да го објаснам ова понатаму, кај што ќе ви стане многу јасно, мора да разгледаме неколку термини кои што ќе се сретнуваат постојано во видео. А тие се следниве: стандард, калибратор и контрола. Сега ова малце ќе звучи смешно, но сите три се горе-доле истата работа. Значи и стандард, и калибратор, и контрола представуваат примерок кој што ни е даден од некое си трето лице, со потврда дека содржи точно одредена вредност од тоа што сакаме да го измериме. Така, значи, ако е тоа тег, пишува дека овој тег е 1 килограм. Ако е тоа некој раствор, пишува дека тој раствор содржи толку и толкава концентрација од таа и таа супстанца. Значи, представува примерок со претходно одредена вредност која што ни е нас дадена. Сега изречеш, ако сите три представуваат тоа, што е разликата? И да, имаат некои кавијати, некои ситни разлики. Ајде ги разгледаме едно по едно. Стандард, како што рековме, е примерок кој што има точно одредена вредност за тоа што сакаме да го испитаме. И, например, да речеме дека имаме стандард на глукоза и содржи 120 мг на децилитар концентрација. Супер! Значи, тоа е стандард на глукоза. И во тој стандард, освен глукоза, нема ништо друго. Значи може да биде улеофилизирана форма, односно да биде сув раствор на глукоза кој што треба да се ресуспендира, да се додае течност, или може да биде во веќе растворена форма, значи глукоза со вода или некој друг медиум, ако е тоа потребно. Но не се одржи ништо друго. И тоа е доволно за голем број мерни инструменти во голем број индустрии. Но во некои индустрии, за некои апарати, за некои мерења, тоа не е доволно. Значи, потребно е стандардот да содржи и други дополнителни работи кои што не може да се извадат од средината која што би се сретнала во нормален случај на мерење. Што мислам со тоа? Например, ако имаш апарат кој што мери нитрити, така, и мериш колку има нитрити во отпадна вода некоја. Ти во практична средина нема да добиеш вода само со нитрити. Така, значи ќе добиеш вода која што има железо, има други метали, има фекали, има пластики, има некои хемиски супстанции од некоја фабрика и така натаму. Значи ќе добиеш една хетерогена средина која што содржи нитрити и ти треба да ги измериш. Ама не е само нитрити и вода. Слично и со клиничка практика, каде што во клиничките лаборатории ти зимаат крв, одвојуваат серум и плазма и сака да ти измерат глукоза во серум. Сега, внатре во серумот нема само глукоза и вода. Има глукоза, има протеини, има други аглехидрати, има липиди, има најразлични други супстанции, метаболити, можеби лекарства кои што ги пие пациентот и така натаму. Се тоа може да влијае на самото мерење. Така што за да можеме да го калибрираме апаратот, потребен ни е стандард кој што освен што содржи тоа што ни е битно,
ја содржи и целата оваа средина во која што нормално би се наоѓал примерокот. Односно, ако нарачаш пример стандард за глукоза и тој содржи 120 мг на децилитар, и нарачаш калибратор за глукоза кој што исто така содржи 120 мг на децилитар, и двата се примерок со точна вредност за глукоза, и двата имаат 120, но калибраторот плюс има и други работи кои што симулираат една средина која што би се сретнала почесто, нели, практично во вистински свет, бидејќи апаратот за кој ќе се користи калибраторов никогаш нема да мери глукоза која што се наоѓа изолирана во воден раствор. Океј, значи секогаш ќе мери на серуми од пациенти или примерот што го дадов за апаратот кој мери нитрити од отпадна вода. Никогаш нема да мери нитрити од чиста вода. Така и поради тоа треба да биде оптимизиран, калибриран за тоа што ќе го мери во вистинскиот свет. Во хемиски лаборатории многу почесто се користат стандарди него калибратори, иако некогаш може да се користат и калибратори за нешто што секогаш ќе се мери во некоја си хетерогена средина, соодветно ако се прави одредени истражувања и така натаму. И обично калибраторите се многу поскапи од стандардите. И на крај имаме контролата, која што повторно представува истото што представува и стандардот и калибраторот, односно примерок со точно одредена вредност, но обично контролите се наменети за многу почеста употреба, се со цел само за да се следи апаратот на дневно ниво, на неделно ниво, на месечно, зависи кои се потребите на мерниот инструменти на браншата во која се наоѓа. Така што многу почесто контролите немаат толку висока точност на аналитот кој што е од интерес во споредба со стандардите и калибраторите, но не ни мора да имаат. Но ова не е стриктно правило, значи може има некојаш контроли кои што се исто точни како калибратори и стандарди. Но генерално стандардот има некоја си поголема хемиска чистота во споредба со контролата. И обично стандардите и калибраторите се насочени само за одреден аналит, додека контролите може да опфаќаат една контрола повеќе аналити. Но ова не е стриктно правило, значи некогаш има контрола која што служи само за еден аналит и само еден аналит се мери со таа контрола, и некогаш има калибратор кој што може да се користи за повеќе аналити. Односно, ајде со пример, обично има калибратори кои што се пример само за глукоза, калибратор само за триглицериди, додека контролите многу почесто е една контрола и со нејза може да се контролира и шеќер, и триглицериди, и креатинин, и железо и така натаму. Повторно, ова не е строго правило, но е нешто што почесто се среќава во праксата. Дополнително, мора да имате на ум дека ни стандардни калибраторни контрола не се со 100% точност, бидејќи тоа е невозможно. Така, например, нарачаш стандард за маса, така, значи нарачаш 1 килограм стандард и сега на него пишува дека тој е 1 килограм. Но всушност тој има некој опсегна грешка. Значи е помеѓу 0,9997 килограми и 1,0003 килограми. Односно има опсегна грешка плюс минус колку е тоа? 0,0003 килограми. Океј, додека пак контролата исто може би е 1 килограм, но има опсегна грешка 0,98 килограми до 1,02, што е опсегна грешка од плюс минус 0,02, што е многукратно поголема грешка, но не е до толку битно, бидејќи контролата сепак се користи за проверка на апаратот на дневна база. Океј, некојаш на неделна, некојаш на месечна, повторно зависи од процесот. Океј, сега кога ги знаете основните термини, да видиме всушност како тече процесот на калибрација и како потоа иде контрола на апаратот. Најпрост пример како може да ви објаснам калибрација е преку калибрирање на вага. Океј, значи тоа мислам дека е најинтуитивно за. Овдека на сликава имаме пружина, така, која што е прикачена во горниот дел, фиксирана, имаме место каде што ќе ставаме тегови, имаме нешто налик метро, каде што имаме одредени маркации, каде што може да измериме колку се истегнала пружината.
Океј? И тука имаме еден график каде што на y оската ќе бележиме должината на истегнатата пружина, додека на x оската ќе бележиме тежината која сме ја ставиле. Океј? И ајде да почнеме, ќе ставиме првин мал тег. Така, значи некој тег кој што знаеме дека е 1 килограм. Океј? Значи некој тег кој што знаеме дека е 1 килограм. И при тоа ќе измериме дека пружината ќе се оптегне нели надоле нормално и ќе се оптегне 1,5 сантим надоле. Океј, 1,5 сантим. Значи ќе се оптегне 1,5 сантиметри. Во ред? Супер. Зимаме втор тег. Океј? Вториот тег има тежина од 3 килограми. Значи тука е 2, тука е некаде 3 килограми. Океј? Вториот тег има тежина од 3 килограми и пружината сега се истегнала 4,5 сантиметри. Тоа е некаде еве тука. И ако ставаме точки нели патем, тука е била првата точка, тука е била втората точка. Сега ќе земеме уште еден тег, кој што е, да речеме, 5 килограми. Океј? Ставаме тег 5 килограми. Тоа би било, не знам, некаде тука вака. И гледаме пружината дека се истегнала за уште 3 сантиметри, односно сега е на 7,5 сантиметри. И бележиме точка тука. Супер. И гледаме некоја поврзаност. За секој килограм што го ставаме, пружината се истегнува 1,5 сантиметар. Може да полечем некоја ваква линија. Сега ова е многу идеализирана, нели како што ја цртам. Овде е интерсептот. Сега овдека нацртажов интерсептот е во 0, но тоа не мора секогаш да биде случајот. Односно каде ја сече y, односно каде ја сече x у негативна насока оската. И може да го видиме слоупот. Слоупот е всушност за колку единици се проместува y за секој x или за колку x се поместува при секој y. Така што, ајде ќе бележиме дека slope, каде бележам со црвена боја, е y делено на x. Во овој случај тоа би било 1,5 делено на 1, што е 1,5. Или би било 4,5 делено на 3, што е 1,5. Океј? Бидејќи има совршена линеарност кривава, односно во овој случај права. Сега која знаеме дека и во овој случај е совршено, односно R2 е еднакво на 1, што вистински тоа нема да се случи, но теориски треба да е 1. Знаеме дека слопот е 1,5 и сега со сигналот може да добиеме вредност. Односно, ако ставам сега тука непознат тег, така, прашалник, не знам колку е, можам само да измерам колку ќе се оптегне пружината. И гледам дека се истегнала 3 центима. Океј? Спрема тоа што го знам од калибрационата крива, 3 центиметри всушност е тука некаде, така, и тоа доаѓа дека е 2 килограми. Океј? Значи, ја го гледам сигналот, физичкиот сигнал, 3 центиметри, и спрема калибрационата крива, со математичка пресметка, добивам дека резултатот е 2 килограми. Океј? Мислам дека ова е доста јасно. Сега, во овој дека случај, имаме линеарна зависност до високите вредности. Но тоа не е секогаш така. Може да си замислите дека тука ќе ставам некој тег кој што е многу тежок, така да речеме дека е 10 килограми, и оваа пружина ќе се истегне толку многу што ќе дојде вака права. Океј? Со овдека канивчето што му е. И еве го тегот. И се истегнала, нели, 15 сантиметри. Колку му доаѓа, нели, за 10 килограми. Така, значи се истегнала 15 сантиметри. Ако ставам сега тег кој што е 20 кила, нема да се истегне 30 сантиметри. Нема кај да се тегне, толку е пружината долга. Океј? Тоа значи дека кривата, ако би ја нацртал, еве дека ќе нацртам мал график, е линеарно на одредена точка и после е права. Односно, во овој случај тоа беше, како реков, 15 сантиметри.
Односно, тоа беа 10 килограми. Океј? Значи, после 10 килограми, оваа вага овдека што имаме веќе не мери. Така, значи тој е мерниот опсек. Мери од 1 килограм до 10 килограми. Ако ставиш повеќе од 10, не можеш да добиеш резултат. Океј, веќе стигаш до максимумот на скалата, на вагава, односно. Се надевам ова ви е јасно. Значи, користевме калибратори, односно стандарди, кои што знаевме колкава им е масата, со цел да направиме оваа крива и да откриеме дека за секоја x единица y расте за 1,5. Океј? Така што знајки го y, можеме да го одредиме x и обратно. Но, ова идеше до некој си степен, односно од 10 килограми, пример, за овој дека пример кој што го направив. Оваа вага сигурно има и минимална вредност. Така, ако ставам 100 грама, тоа е било тука некаде, вагата сигурно нема да се помести. Федерот е доволно цврст, пружината, така што тие 100 грама нема да поместат ни сантиметар. Односно, ќе не можам да измерам. Значи, минималната вредност која што можам да мераме е 1 килограм, максималната што можам да мераме 10 килограми. Значи, мерниот опсек на оваа овдека вага е од 1 до 10. И федерот нема секогаш да се тегне исто. Така, во просторијата каде што ќе се наоѓа оваа вага, некогаш ќе биде топло, некогаш ќе биде ладно, некогаш ќе биде влажен воздухот, некогаш ќе биде сув воздухот. Така што, некогаш ќе ставам тег, кој што е 1 килограм, така и ќе се помести 1,5 сантим. Ама некогаш ќе се помести 1,6 сантима, некогаш ќе се помести 1,4 сантима, некогаш ќе се помести 1,55 сантима. Океј? Значи, има некој опсек на грешка, зависно од условите во кои се наоѓа. Може би се ближи бура и паѓа атмосферскиот притисок. Така, или се зголемува атмосферскиот притисок. Може би сум ја однел вагата горе на некоја планина. Може би сум некаде доле во некоја падина. Се тоа ќе влијае на резултатот кој ќе го добијам. Зависи дали сум на екваторот или сум на северниот пол. И тоа ќе влијае на вагата. Значи, поради сите тие фактори викаме дека има и одредена мерна неодреденост. Океј? Сега, за ова може многу подлабоко да се збори, но нема да навлегувам во детали. Битно ми е дека свативте главната идеја. Ајде сега видиме со поинтерактивен пример. Ево овдека имаме едно демо за калибрација и QC. Го направив со помош на Claude. Имаме калибрациони тегови, така? И може да ги пробаме. Да видиме, ако ставиме 50 грама, се тегне 13,8 мм. Океј, интересно. Ставиме 127, ставиме 300 е толку, ставиме 200 е толку, 500 е толку, 600 е толку. И ова се бележи на график. Сега може да направиме крива, каде што изгледа вака. И гледаме дека после 400, не пробавме со 400, ево и со 400, калибрацијата крива веќе не е линеарна, него дека веќе се исправува. Толку може да се истегне дали пружината. Океј. Ајде сега од кој имаме оваа крива да пуштиме контроли, да пробаме. Идеме QC и ќе пуштиме ниска контрола. Така. Океј, 74,5. Требаше да биде 75. Но добро, поминува во опсек на грешка. Може да пуштиме средна контрола. Поминува во опсек на грешка на самата контрола. Пуштиме висока, поминува. Овдека десно може да видите дека е pass. Така пишува овдека на демово. Ставиме висока, fail. Зошто? Бидејќи пробува да иде со формулата за линеарност, ама после над 400 и нешто веќе не е линеарно и не мери точно. Во ред? Во ред. Океј, ја завршивме вагата. Ајде сега да калибрираме апарат кој што се базира на некој спектрфотометриски метод. Така, значи може апсорбција, трансмисија, расејување и така натаму. Што повеќе точки имаш во калибрацијата, тоа е подобро. Во ред, бидејќи може би се случуваат чудни работи при ниски или високи вредности и би сакал да знаеш за тоа. Но во пракса се користат 2 до 3 калибратори и тоа е окей за најголем дел од методите. Некогаш се потребни повеќе точки,
особено во тие со расејување методи како нефелометрија, турбидиметрија, но и за некои други методи кај одредени анализи се користат повеќе калибратори. Сега доаѓаат калибраторите од производителот. Некогаш доаѓа еден калибратор кој што самиот апарат си го дилуира до соодветните количини. Некогаш доаѓаат повеќе калибратори кои што некогаш се веќе растворени, некогаш ти треба да ги раствориш и така натаму. Обично првата точка е нулта, односно може да биде се што содржи примерокот освен аналитот кој што ни е од интерес за анализа, или пак да биде само вода, доека другите калибратори имаат некоја вредност за дадениот аналит. И концентрацијата ја пишува на пакувањата, дека ни се дадени некојот само во демо, но можам и ја да му ги сменам. Така наместо дека 20, 22 ставам 20, пример. Океј. Сега тоа се концентрациите за дадените калибратори. Да пуштиме калибрација, да видиме сигналот што ќе се измери дали соодветствува, односно кој сигнал соодветствува со која концентрација. Пуштиме калибрација. Океј, добивме вредности. Значи, оваа абсорбанца одговара со 20. Некоја мерна единица, не е битно која. Оваа абсорбанца одговара со 11, оваа со таа, океј. Ако издаеме на график, тоа би изгледало вака. Каде што слоупот е 0,04, односно за секоја промена во X во концентрацијата, Y се променува за 0,04 единици. Интерсептот каде ја сече во Y и R е 0,9996, што е релативно добро. R squared. Океј? Океј. Сега, го имаме тоа, имаме калибрационата крива, имаме колку е слоупот. Ајде да пуштиме контроли. Имаме две контроли, ниво 1 и ниво 2, со таргет 4,5 и 16, со некоја си стандардна девијација. Може да дадеме и друга контрола. Еве ќе додадеме контрола, ниво 3, така, таргет ќе му биде 10, таман, измеѓу кецо и двојката, може да биде 10. Океј, ми се свиѓа. Океј. Треба пак да пуштиме калибрација. Океј, имаме калибрација, имаме контролите. Не знам зашто се изместуваат графици секој пат кога додавам нешто. Ајде рефреширам. Нема да додаваме контроли, ќе идеме само со тоа што е. Не знам зашто се изместува кога стискам секој пат копче, но ајде, ќе пуштиме калибрација, пуштаме контроли. Еднаш. Океј, не се баш у таргет, иначе ова е Levens-Jennings чарт, каде што средната вредност овде што ја гледате X цртичкото згоре, тоа е мин, средната вредност, плюс минус 1 стандардна девијација, плюс минус 2 стандарди, плюс минус 3 стандарди. Во пракса се прифаќа, во клиничка пракса, до плюс минус 2 стандардни девијации. Сега има некои правила, ќе зборам понатаму видеото, кои што треба да се пазат кога се пуштат контроли, но ајде сега само да видиме, да ги пуштиме контролите од ден за ден, да видиме што ќе се случува. Океј. Таа било ниска, сега е висока, ова било висока, сега е ниска. Океј. Каде одсумбираме пак да се вратиме. Ќе пуштиме уште 10 пати од еднаш. Немаме што се случува. Иде нагоре, надоле, нагоре, надоле, нагоре, надоле. Имаме некои вредности што не отстапуваат. Така се дека може и датуми да се стојат, но во контрола прво опоменување за 2 стандардни девијации дека има отстапување. Прво опоменување за 2 стандардни девијации дека има отстапување. Еднашка беше за low control, вториот пат беше за high control, level 2. Океј, дека пуштиме уште 10 пати. Сега веќе имаме црвени точки тука. Односно дека отстапува 4 стандардни девијации некогаш, 20-та контрола поред, и 16-та да отстапува, втор пат отстапува 2 стандардни девијации. Значи тоа веќе е црвен сигнал. Океј. Значи гледаме дека контролите и некогаш идат над, под. Тоа означува стандардна девијација, дека има веројатност да иде над и под во даден опсек. Океј. Овдека сега може да ставиме calibration drift, односно калибрацијата со тек на време ќе почне да отстапува, ако не се повторуваат нови калибрации.
Зошто? Бидејќи реагенсот можеби оксидира, под дејство на температура се изменува, апаратот можеби му се случува нешто поради промени во температурата, влажноста во воздухот, тестовите стареат, можеби сензорот, нешто му се случува и така натаму. Со тек на време компоните се менуваат. И поради тоа, калибрацијата веќе нема да одговара. И потребно е на одредени временски периоди да се прават нови калибрации. Ајде сега некои практични совети кога се прави, пример, калибрација. Калибрација се прави кога ти отстапуваат контролите. Но, има кавијат. Можеби калибрацијата е добра, можеби контролите се тие кои што се проблем. Можеби контролите останале на собна температура многу долго време, останале на светлина долго време, можеби им поминал рокот. Така, биле оставени отворени. Можеби контролите се проблем поради кои што не се добри, а не е калибрацијата проблем. Така што, ако тоа е се окей, во тој случај да, ќе ја повториш калибрацијата. Ако не, можеш да раствориш нови контроли да ги провериш тие. Или пак да направиш споредба со вредности од друг апарат. Односно, имаш апарат каде што се е окей, и калибрација и контроли, пушташ одреден пациент, пушташ повеќе пациенти, ги гледаш вредностите и сега ги пуштиш и на апаратов каде што контролите не се добри. И ако се исти со апаратот каде што се добри, тоа значи дека калибрацијата е окей, контролите не биле добри. Окей. Друг пат кога се прави нова калибрација е кога ставаш нов реагенс, така нова метода, или кога има нов лот на реагенс, мора да се направи калибрација, или истиот лот, ама кога се отвора ново бунарче. Окей, бидејќи обично реагенсите во затворена биохимија имаат различни бунарчиња со цел да не се отвара целиот реагенс истовремено, па да оксидира и да подржи на надворешни влијанија. Подреден е во компартмани, каде што се подреден број тестови и кога ќе се дупне, кога ќе се почне тестот, има одредено onboard stability пред кое, односно колку време може да се користи пред да се фрли. Така што да не се фрли целиот, се иде по посебни бунарчиња. После одредено време треба да се направи калибрација иако контролите се добри. Поради самиот принцип на методата. Некои апаратите форсираат да направиш калибрација после одредено време, други треба самиот да си свесен дека поминало доста долго време и треба да се направи калибрација. Сега, контроли кога се пуштаат? Контроли се пуштаат постојано. Повеќе пати ден ако е потребно. Контроли се пуштаат секој пат после калибрација. Мора да се пуштаат со цел да се увиди дали процесот течел добро пред да се започне денот и дали на крајот на денот било се добро. Сега, контроли постојат два типа, мислам, не во однос на нивоа, него во однос на од каде доаѓаат, а тоа се внатрешни и надворешни. Внатрешни се тие кои што си ги пуштаат, тие што работат во лабораторијата, постојано со цел да си ги проверат апаратите. Надворешни се тие кои што се доставени од трето лице, каде што тој во лабораторијата не знае кои се вредностите, ги пушта и ги пријавува кои вредности ги добил, како еден вид полагање на тест. Тоа е со цел да се види дали добро се работи. Значи тоа не е само за да те оценат, тоа е за да видиш дали ти самиот си работиш се по протокол. Сега, има тука и многу повеќе нуанси за кои може да спомнеме, но ова е за моментално доволно. Има некои правила во однос на контролите кои што се пуштаат, каде што може се да изгледа окей, но всушност треба да се активираат некои црвени сигнали во главата. Односно, тие се следниве. Наречени Весткарт правила, односно кога треба да се активира warning сигнал. Сега, ако една контрола надмине 2 стандардни девијации, продолжи со внимание, но не е до толку страшно. Ако надмине 3 стандардни девијации, тука веќе има проблем. Сега, ако два пати по ред надмине 2 стандардни девијации, исто е проблем. Ако опсегот помеѓу две контроли, ниска и висока, е исто над 4 стандардни девијации, исто е проблем. Ако повеќе контроли, односно 4 по ред,
надминуваат една плюс-минус стандардна девијација, проблем. Ако 10 контроли по ред се од истата страна на средната вредност. Односно, може се сосема во окей, сите се една стандардна девијација, што е прифатливо, ама сите се плюс една стандардна девијација, постојано. Тоа е статистички многу малка шанса да се случи. Тоа ти е ко паричка. Имаш 50% шанса да се падне глава, 50% шанса да се падне петка. Ако 10 пати ја свртиш поред и 10 пати ти се падне глава, тоа не е добро. Значи има нешто проблем со паричката. Иако статистички е возможно, многу е мала шанса да тоа се случи, поради тоа што ако има 10 пати вредноста да е на истата страна од средната вредност, дали тоа е плюс или минус на девијација, а не иде нагоре-надоле, тоа е проблем. Исто има друг проблем кој што се прави некогаш, а тоа е да се прави калибрација користејќи контроли. Сега, тоа не е до толку проблем, ако после не се проверува апаратот со истите контроли. Значи, ти ако направиш калибрација користејќи контроли и после го провериш користејќи ги истите контроли, тоа е исто како да си ја пуштил контролата два пати и гледаш дали ќе добиеш истиот резултат. Ќе го добиеш истиот резултат и контролата секогаш ќе биде во таргет. Ако калибрираш со контроли и после направиш проверка користејќи повеќе пациенти од друг апарат, во тој случај прифатливо е. Но сепак треба да се земе со внимание дека таа калибрација е направена користејќи контроли, бидејќи матриксот кој користат контролите не е секогаш соодветен со тоа што е направен методот на тој апарат за да се калибрира. Има уште многу кавијати кои што може да се спомнат, така некогаш контролите може да не излезат бидејќи можеби не било испипетирано доволно, не била измешана контролата добро, можеби имало меур, па апаратот земал дел од меурот. Односно, повлекол воздух и ако се повтори контролата ќе искочи добро. Има голем број извори на грешка кои што може да се случат. Поради тоа треба да се разбира како всушност функционира процесот со цел да може да се фатат тие грешки и да се коригираат со цел да има точни резултати. Се друг начин на кој што може да се, така да кажем, наводници штелуваат апаратите, да не мора да се прави калибрација, е преку процесот на корелација. А тоа всушност представува мануелно штелување на калибрацијата. Односно, ако калибрационата крива изгледа вака, пример, можеш да ја поместиш нагоре или надоле. Пример, да ја поместиш нагоре или да ја поместиш надоле, користејќи некој фактор по кој ќе се помножи или ќе се подели. И тоа не мора секогаш вака паралелно да се помести, некогаш може да се помести така што во долните вредности ќе остане иста, само во горните вредности ќе се промени. Или пак во, со портокалова линија, во горните вредности ќе остане иста, а во долните вредности ќе се промени. А тоа ќе зависи од тоа каде е интерсептот, така во y и понатаму, нели во x, Чи каде е интерсептот и колку е слоупот, односно y делено на x, го добиваш слоупот. Дека ако извадам триаголниче, за колку y се менува за секоја x единица. Односно во равенката y еднакво на m по x плюс b, каде што m е слоупот, b е каде е интерсептот, кога ќе ги нанесеш вредностите. И преку менување на m и на b, можеш да смениш кривата, односно да направиш корелација. Сега тоа така звучи вака фенси шменси, но всушност у аритметика тоа е било следново. Ако добиваш вредности 10, 15, така 17, ти само му викаш секоја вредност множи ја по, не знам, 2,2 до таа и таа вредност, после таа и таа вредност множи го пута 2. Така? И например 10 ќе искочи 22, така 17 ќе искочи 34. Значи некој фактор по кој да се множат вредности кои што добиваат, мислам, дали ќе над 1 или под 1. И корелација е окей да се прави на кратки стази, додека да се направи калибрација. Односно, ако моментално имаш примероци кои се работат,
можеш со корелација да го средиш проблемот додека да го калибрираш, но повторно мора да се следат резултатите правејќи контроли. И ова до сега се што го спомнав е добро, не е само основата, навлегов во некои повеќе детали и разбирање за како функционира, но морате да имате на ум дека има многу повеќе материјал кој што може да се изучува. Така, разгледајте само овдека вака. Мислам ќе опоменам ова вака брзински, не мора да го запомнете, но гледате дека има многу повеќе што може да се објаснува. Или пак во аналитичка хемија, каде што има многу повеќе математика. Односно повеќе статистика која што денеска во пракса е главно заменета користејќи компјутери, каде што пресметките не се прават рачно, но треба да знаеме зошто всушност постојат. И тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте што ново, се надам дека свативте кој е процесот на калибрација, дека всушност е поврзување на физичкиот сигнал со вредноста која сакаме да добиеме, како овдека, нели? Имавме вага и имавме метро со сантиметри. И видовме колку сантиметри се еднакви на колку килограми. Па и слично е со другите методи. Колку вредност за абсорбанца одговара на која концентрација. Кога имаш неколку вредности, можеш да добиеш колку е една вредност еднаква на колку и можеш да пресметуваш за непознати концентрации. Најголем дел од методите се линеарни во даден опсег, треба да се знае кој е опсегот каде што се линеарни, додека некои методи не се линеарни низ целиот опсег, него така имаат експоненцијални криви и обично за тоа се користат повеќе калибратори со цел да се постави подобра крива за да се има поточни резултати. Се надам дека бев доволно јасен и ќе се видиме во некое следно видео. Довидување.